Ниту еден археолошки локалитет во Југоистокот целосно не е доистражен или уреден како што треба за да биде ставен во функција на развој на културниот туризам. Вака алармираат археолозите кои сметат дека потребни се системски решенија, но и поголем ангажман на Министерството за економија, но и на самите општини, на чии територии се наоѓаат локалитетите, за да бидат ставени во функција на локалниот економски развој. Тук има голема одговорност и самите локални самоуправи, како и Министерството за економија, кои што на некој начин би требало повеќе да вложат средства. Овие средства, знаете, колку да вложат, повеќекратно ќе се вратат. Во било кој момент сметам дека можат да привлечат многу туристи, може да привлечат многу луѓе кои што ќе остават и не само преку посетата, туку и по продажбата на сувенири, продажбата на некои други публикации, кои што сето тоа на некој начин ја крева нивото на понуда. Исер Марвин се кај Валандово, Вардарски рид кај Гевгелија, римските терми кај Банско, Цареви кули кај Струмица, се само дел од локалитетите кои може да бидат искористени за развој на културниот туризам. Археологот Рујак смета дека истите треба да бидат уредени како локалитет од стоби. Со малку уредување, со малку доистражување пред се на ова подрачје, со градење на неколку објекти таму, мислам дека ќе стане неодмислив пункт на било кој турист, онака како што е всушност и со стоби. Ете тоа, стоби, па исто така и со Вардарски рид, ако сакате. Знаете колку туристи поминуваат годишно низ таа магистрала, низ автопатот кон Грција. Зошто да не скршне дел од нив на Вардарски рид? Тоа е само тоа е веднаш над автопатот. На дел од археолошките локалитети во Југоистокот се правени истражувања, но речиси сите се недозавршени и се само неми сведоци за богатата историја во овој дел на државата, иако потекнуваат од повеќе временски епохи.